Со еден дуќан и тројца вработени пред 26 години. Така започнува успешната приказна на пекарата Специјал. Раскажува за телевизија Нова првиот човек на компанијата Горан Георгиевски. Оваа семејна компанија низ текот на годините прераснува во вистински препознатлив бренд. Специјал продукт постои 26 години веќе на македонскиот пазар. Тоа е изворно македонска фирма. Значи не учествувала во така наречените транзицијски случувања во насока на работи кои што се негативни, односно е фирма која што од едно дуќанче почнала да се развива понатака во втор, во трет, понатака во погон, и сега да не речеме се движи кон една траекторија, односно кон индустрија во својата област. Значи се работи за една семејна фирма која што е многу здраво поставена, каде што се трудиме со одветните поединци и луѓето што носат одлуки да се фокусирани, да се посветени на работата, односно се посветени и фокусирани. Конечно резултат е тоа што сега го гледаме, значи еден бренд кој што е во оваа насока, оваа димензија која што работиме веќе лидер на пазарот. Разговаравме колку од пред 26 години до сега компанијата ги чувствува промените во економијата и бизнис обкружувањето. Јас мислам дека се направени огромни чекори од тогаш до денеска. Значи, чекори се направени од сите аспекти, кои што сметам дека понатака треба да се продолжи со тоа, односно да се дојде на едно ниво, да не речеме на перфекција, меѓутоа постои простор за понатамошно развивање на таа комуникација помеѓу бизнисот и помеѓу државните органи, со цел државните органи да станат сервис на бизнисот. Денес, по 26 години постоење, Специјал има над 240 вработени и над 30 објекти низ главниот град и супермаркетите. Има произведено над 400 различни производи и постојано го унапредува и усовршува своето производство. Се работи за многу сензибилна категорија на производство, каде што претпоставувате се работи со храна и какви реперкусии и последици сето тоа би имало во однос на нашите потрошувачи. Од тој аспект и од аспект на тоа дека Специјал вистина многу трудолюбиво и интензивно работи да стане бренд и веќе е бренд, нашите инвестиции во однос на техничката опрема се од особено значение. Инвестираме во нова техничка опрема, во врвна техничка и од врвни светски произведувачи техничка опрема. Значи не се штедиме во однос на тој сегмент. Специјал не е само пекара, значи јас мислам дека соодветно вашите гледачи можеби првата асоциација има дека Специјал е пекара, меѓутоа Специјал има мултидимензија. Значи Специјал има најопремен, би рекол, и квалитетна опрема со квалитетна опрема и со луѓе сладкарски дел, сладкарски погон. Понатака Специјал има скрос нова кујна за индустријски кетеринг. Еден од проблемите со кои се соочуваат компаниите од овој сектор е недостаток на стручен кадар, кој според нив во последните години станува дефицитарен. И сега и во овој момент позиција за квалитетен пекар, квалитетен сладкар, квалитетен пецивар, квалитетен кувар во Специјал веднаш може да абсорбира, значи веднаш може да прими луѓе со таква квалификација. Затоа сметаме дека стручното образование треба да се подигне на едно многу повисоко ниво. Можеби да се направи една кампања од страна на државата дека добро е да се биде пекар, добро е да се биде сладкар, добро е да се биде кувар. Добро платени се и реално тие професии, така да се јавува веќе недостаток на самиот пазар на труд од вакви професии, што е добро, значи дека државата се развива во однос на индустријското производство. Посветеноста, трудолюбивоста, поддршката од семејството се основните двигатели во животот, а сето тоа ќе и даде мотив на оваа компанија за создавање на врвен бренд кој рамо до рамо ќе се носи со светските брендови од овој сектор. Вака со Георгиевски ја завршивме оваа успешна приказна.